Добро вечер Македонијо, каде и да си? Ајде обратно да почнем малку вечерва да ја најавим емисијата. Второ продолжение на тема Никола Груевски. Вечерва ќе биде елаборирано или ќе биде истражено, односно анализирано досието дали Никола Груевски може на бел конј да се врати во Република Македонија, односно дали Никола Груевски на далечинско може од Будимпешта да управува со ВМРО да помане. Дали Никола Груевски може на бел конј да се врати во Македонија? Па не сум размислувал за тоа, не знам. Не знам, меѓутоа како одат работите, може би и може, не знам. Прашањето на сите прашања или дилемата која е мене, а веројатно и вас почитувани гледачи и мачи, зошто Никола Груевски не се замина пред да биде сменето името на Република Македонија? Зошто Никола Груевски не се замина пред референдумот на 30 септември минатата година или пред изгласувањето на уставните измени октомври минатата година? Зошто мораше сето тоа да се случи па да се замени Никола Груевски? Зошто тоа едноставно не го направи еден месец претходно, половина година претходно или една година претходно? И дали во целата таа работа или во таа дилема кој вас и мене ме мачи, има некој сценарио, некоја режија или некоја улога на меѓународната заедница? Вие овозможивте како председател на комисијата нели за дискриминација да има алиби да побара политички азил. Вие му овозможивте да може да побара политички азил. Значи стално се меша таа работа. Тоа е нешто што треба сега прилика ќе имам да го објаснам. Значи тоа се работи за комисија која нели одлучува за такви случаи, не за личности. Имаше Гордана, имаше Гордана Јанкуловска, а по дој Никола Груевски. И сега што се случува? Значи ние го имавме тој предмет неколку месеци, бидејќи имаше 500, преку 500 страници. Некои викаат, ама добро, тоа биле од весници, од вамо, таму, меѓутоа само да ги разгледате 500 страници, ви треба повеќе време и да ги селектирате, нели? Да ги селектирате тие 500 страници, ќе ви треба сигурно месец дена, меѓутоа постапката траеше 2,5 месеци. Конкретно ја него водев тој предлог, се гласаше и нели 7 ноември е донесена одлуката. 2018 значи година. фактички што се случува после 2,5 месеци остануваше, сега јас нели се забораваат фактите, остануваше една недела до одење во на издржување на казната. И требаше да одлучува Врховен суд, барем требаше, се уште он не одлучил и некои не ни отишле. Меѓутоа требаше да одлучува. Ако ние ја донесевме одлуката после тоа, ќе немаше никаква смисла и ние ќе сносиме одговорност зошто не сме ја донеле, бидејќи он поради тоа и бара да донесеме, за да му помогне нели евентуално да ја одложи казната. Така што поради тоа беше донесена со 5 гласови за, едно мислење нели издвоено и така тоа заврши, значи онака, а инаку никој не знаел дека некаде ќе оди или за нешто ќе одлуките што ги носиме ние служат за пред органите во Република Македонија. Еве, веста на Макпакс, 7 ноември 2018 година, значи Макпакс го објавува, одбрав портал кој важи за неутрален. Значи сакам да кажам, значи насловот е Комисијата за заштита од дискриминација оцени дека Груевски бил дискриминиран во судот. Со таква оценка Груевски подоцна во Маđarска можеше да добие политички азил. Значи вие му овозможивте дали гласале 5 за, 1 воздржан или против. Вие како комисија за дискриминација му овозможивте на Груевски да побара политички азил. Значи, и Груевски побара политички азил. Добро. И врз база на таа ваша одлука, Груевски доби политички азил во Маđarска. Не. И се извинувам, одлуката е на 7 ноември. Да. Не одлуката на 7 август. Значи одлуката е 1 месец и 8 дена после референдумот, господин Дашевски. Да. Значи одработил за референдумот. Значи тоа и си заминал од Македонија. Еве да ви кажам, најреално тоа е све случајно. Затоа што случајно. Ние го имаме 2,5 месеци предметот и треба он за недела дена да оди на издржување и ќе изгуби смисла само тоа одржување. И вие одлучувате 37 дена по завршување на референдумот. Значи чекате да помине референдумот? Чекате да помине референдумот. Не, апсолутно. Не ме интересира тоа. Ние не сме ни размислувале за тоа. Како не сте размислувале? Апсолутно. Како не сте размислувале? Еве ви кажам најискрено. Значи не сме ни размислували, ниту па сме имале представа дека он ќе избега, ќе од дал некој зелено светло од меѓународна заедница и ви рекол добро, ја има одработено работата со референдум. Никој не ни дал. Може да му дадете зелено светло. Одлука како и секоја друга одлука што ја носиме и ние имаше повеќе основи, меѓутоа ние одлучивме по 2 основа кои што може да се прочитаат во записниците. Тоа се поврзани со членот 6 од Европската конвенција
и тако поднесе веројатно и таму ќе доби бидејќи тој е јасен член, каде што он секој ден имал судења и на тие судења траеле до покасно, последно траело до 10 сат навечер. Шокантно беше тврдењето на Нола Исмаиловска. Таа е пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, сега дистанциран од редовите на ВМРО ДПМН и е составен дел на таа 8 члена група пратеници кои гласа за уставните измени. Не беше позната во јавноста, иако Никола Груевски не ја извадеше од нафталин и ја направеше пратеник или пратеничко македонскиот парламент, никој не може да знае за Нола Исмаиловска. Таа Нола Исмаиловска пред 2 недели вели дека уште 2014 година, значи кога се прави тој пратенички состав после изборите 2014 година, од нив било побарано да гласаат позитивно за одредена промена на името, ако таков предлог биде ставен во македонскиот парламент. Значи, внимавајте, 2014 година, кога нема абер од промена на името, според Нова Исмаиловска, пратениците редовите на ВМРО ДПМН биле принудени или од нив било побарано да гласа за промена на името Република Македонија. Никој тоа не го демантираше, почитувани гледачи. Ниту Никола Груевски кој демантира се и се што. Па демантира дека по трет пат ќе се жени, меѓутоа не демантираше само едно вакво опасно тврдење на Нола Исмаиловска. Тврдење кое може би да ја смени перцепцијата на сите работи кои се случуваат денес во Република Македонија. Сонецов, сакам две работи тука. Да. Не да ги анализираме, него чисто како дополнување на нашите тези. Да. 2000 година е продаден Македонскиот телеком и е продаден на конзорциум Stonebridge. И веројатно повеќе од 99% од македонските гледачи нема да се сетат која е структурата на тој конзорциум Stonebridge. Тамо е Маđар Телеком или Унгарскиот телеком, тамо е Сорос и тамо е Кондаминас, кој подоцна се јавува нели во Скопје 2014 и така натаму. Гледате, тоа е таа структура: Сорос, Маđар Телеком и Кондаминас. Кога е аферата Шпиун, две држави се на тапет: Унгарија, Будимпешта и Грција. Се судат луѓе за можни или наводни комуникации со Унгарија и со Грција. Шишето на Срđan Керим е повторно фатено, нели шишето со пари треба да се носи во Унгарија. Значи гледате, две држави постојано нас не се јавуваат во клучни работи: Унгарија и Грција. И тоа не може да биде случајно. Ако сакаме да правиме здрави анализи, мораме сите елементи да ги ставиме на маса. Па нормално, така мора да биде. А инако, сега тие понекогаш прават, и тоа са тие големите корпорации прават до тоа. Да, бегството на луѓето кои беа обвинети за прислушкување, овие двајца од шеста управа, се во Грција, Груевски избегна во Унгарија. Да. Може да е случајно, но точно сериозни луѓе у случајности не веруваат. Значи, нормално. Сега тие луѓе, тие си прават, независно дали работиш во безбедност, дали работиш во тоа, имат си секогаш, значи, замислено еден чекор напред. Имат информација. Имат информација и си го имаш ти каналот. Како да избегнеш? Па како и сегашниот, кој е тоа? Значи, мислите дека нема тоа, нема некој резервен, некој резервен план Б, па и В, ако има нешто, како ќе замине, преку кој канал ќе замине, што ќе биде. Како во авион кога стават или во подморница, ви става гума за спасување. Мора да имаш гума за спасување. Бора, сега, за тие луѓе, тие имат резервна варијанта и резервна на резервната варијанта. Тоа не значи дека секако ќе се зачуват, пошто ние знаеме сега и во светот и тука на Балканот како нема сега, па како и Путин велеше, ако си судено да те тоа, значи да те обесат, нема да се удавиш. Значи така, никој не може да избега од судбината, но тој си спрема излез. А веќе како ќе биде, така што сите си имат на ниво тоа. Во еден правец, во друг правец, во трет правец, така е. Ајде уште да повториме тоа што го разговарахме со Стефан Влахов Мицос. Продажбата на Македонскиот телеком 2000 година е реализирана со продажба на телекомот на одреден конзорциум кој се нарекува Stonebridge, кој е составен од Унгарскиот телеком или Маđар Телеком, Кондаминас кој подосна висеа во Скопје 2014 година и неговата истурена единица во Република Македонија Емануел Малелис со изваредни релации и со Никола Груевски и со Љупчо Ѓорѓевски. И внимавајте, третиот член на тој конзорциум е групацијата Сорос. Значи Сорос, Кондаминас и Маđар Телеком 2000 година го купуваат Македонскиот телеком. Премиер Љупчо Ѓорѓевски
директор на Телекомот Ден Дончев, кој подоцна станува генерален секретар на ВМРО ДПМН, и министер за финансии Никола Груевски, кој подоцна станува лидер на ВМРО ДПМН. Маđарскиот или унгарскиот министер за правда, Добро. кој вели дека биле оправдани причините за барање на политички азил, бидејќи немал фер судење во Република Македонија, не доби зелено светло да биде министер за проширување на Европската унија. Тоа е точно. Меѓутоа и шведскиот суд не одобри екстрадиција. Грчкиот суд говориме овде говориме за Груевски. Да. Второ прашање. Побара ли Љубе Бошковски и Владо Бучковски од вас толкување дали се дискриминирани? И тие беа туѓени. И тие бе си одлежаа. Љубе Бошковски си одлежа затвор, Владо Бучковски у затвори. Гледате, Гордана Јанкуловска прва бара, поминува тоа, она значи треба да ја направи таа штих проба дали ќе помини и бара Никола Груевски. Но како тоа не може да биде реално? Затоа што оно други причини, она била бремена поради бременоста. И бременоста не ја признавале како бременост, ја викале секој ден во суд, иако нели последниот месец е ризичен. Тоа е ризична бременост. Судот не го признал тоа и поради тоа она бара. Ама Вардар не ве пери, вие може 100 објаснување да дајте. Вардар не ве кажам пери. како било се. Вие сте биле дел од еден синџир кој му возможал Никола Груевски. Не е точно тоа. Никола Груевски. Не е точно тоа. Он е исклучително интелигентен човек. Значи секој детаљ Тој го има испланирано. Вие сте дел спонтано од и се синџирот. работеле својата работа. Вие сте дел од синџирот. Не знам дали сме дел, ја мислам дека бидејќи никој ништо не ни кажал на нас, ниту па интервенирал, а најмалку меѓународната заедница. Иво Санадер, како свој наследник на лидерската позиција во ХДЗ и на премиерската позиција во Република Хрватска, значи како свој наследник или како своја наследничка, ја предлага и избира Јадранка Косор. Еве што за тоа вели самата Јадранка Косор. Што мислите, зошто Иво Санадер ви избира вас да бидете негова наследничка? Јас сум читал неколку ваши интервјуа, кај што ви објаснувате како сте избрани и зошто сте избрани за наследничка на Иво Санадер. A nisam ja nasljednica jer Hrvatska nije dinastija, odnosno Hrvatska nije monarhija. Еве го наследувате. Ne, ja sam, znači kad je Ivo Sanader otišao, ja sam, kako je predviđeno Ustavom Republike Hrvatske, prikupila 76 potpisa zastupnika u Hrvatskom parlamentu, dakle to je većina. Došla s tim potpisima predsjedniku države, to je tada bio Stipe Mesić, koji mi je dao mandat za sastavljanje vlade. Ja sam po ustavnoj proceduri sastavila vladu, došla u parlament i dobila povjerenje parlamenta. Dakle, ja nisam nasljednica, nego sam ja izabrana u Hrvatskom parlamentu. Dobro. Во едно ваше интервју велите дека ве избрал како потенцијален наследник, бидејќи најмалку се плашел од вас и дека ви има подценето. Дека ви има подценето дека можете да Ne, nisam ja nikada rekla da se on mene najmanje bojao, ali da je дека ве подценил. da je pobrkao nešto što se zove lojalnost u suradnji i pamet. I to je sve što imam za reći. Зошто е избрана токму Јадранка Костор, бидејќи можела да биде манипулирана, односно можела да биде контролирана. Тоа е единствената причина зашто Јадранка Косор, а не некој друг во ХДЗ, беше избрана како наследник на Иво Санадер. Тоа Јадранка Косор сега го демантира, меѓутоа пред 6 години говореше сосема друго на оваа иста тема. Односно самата призна дека била избрана за наследник на Иво Санадер, бидејќи било проценето дека најлесно може да биде манипулирана. Na Saboru stranke kad je on predložio da ja postanem predsjednica HDZ-a, on je zapravo rekao kao razlog zašto bih ja trebala to biti samo jednu rečenicu. Zapravo je predstavio kao zapisničarku tamo pred 10.000 ljudi. Или да ја преведеме на домашна тема или да ја ставиме во домашни рамки ова приказна со Јадранка Косор. Ако Јадранка Косор била избрана како наследник, односно наследничка на Иво Санадер, бидејќи било проценето дека најлесно може да биде контролирана, того зошто Христијан Мицковски е избран да биде наследник на Никола Груевски. Се разбира, бидејќи било проценето дека најлесно може да биде контролиран. Хипотетски едно прашање. Ако имаше договор со Словенија, помеѓу Санадер и тогашниот премиер Ne, на on se Словенија. nije ništa uspio dogovoriti. Не, ако имаше, велам хипотетски прашање, мислите ќе го врате од Австрија ако имаше избегано? Ne razumijem ko bi ga vratio. Pa- On je pobjegao iz Hrvatske on je pobjegao.
On je pobjegao iz Hrvatske. Ne, pitanje mi Znači je, u trenutku da li- kad mu je prijetilo hapšenje, on je pobjegao, ne razume pitanje. Evo sad na hrvatski. Pitanje mi je, ako je on postigao taj dogovor sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva, Ali nije. da li bi bio onda nagrađen da može da pobegne u Austriju, a da ga Austrija ne isporuči nazad u Hrvatsku? To mi je bilo pitanje. Ma to je pitanje izvan pameti, nemojte se ljutiti, ne razumijem što, ko bi ga nagradio. I naš od Nikola Gruevski, Da. posle referendum od Zaminovo Ali mene ne Mađarska, zanima, ja ne mogu komentirati Gruevskog. Nikoj ne go razumete? bara nazad, nit međunarodna zajednica go vraća nazad. S obzirom da napravimo odredena paralela. Ovdje je referendum od pominuo tako kako što pominuo, se glasava parlament od 8 do 12 kupljeni pratenici, Nikola Gruevski je napušta Republika Makedonija, сега je vo Mađarska, kao gospodin Orban, i nikoj ne bara njegovo vraćanje nazad. Prašanje mi беше, da li ako Sanader realizirаше to što se bara od njega, od međunarodna zajednica, isto ke беше nagradan da ne bude vraten nazad vo Hrvatska. Ali ja mislim da ne možete uspoređivati ta dva slučaja, a drugo, mislim, to nema veze. On je protiv Sanadera su pokrenute istrage i došao je trenutak kad je Državno odvjetništvo odlučilo da ga se treba uhapsiti i to je sve. To nema nikakve veze sa znači to je bilo vezano za neke koruptivne djela. Istragi, ima i presuda. Ima i presuda za odanje v zatvor. Isto je slučaj Gruevski. Ali kod nas se ide u pritvor se ide i prije posuđenja. Da, ministar od Mađarske za pravda. Ali ne mogu ja komentirati. Se izvinom, da. Ja ne mogu komentirati Gruevskog zato što ja nedovoljno znam o tome i zapravo me se i ne tiče. Znate, to je ja ne mogu... Ko komentira to Zajev, misle da možete i Gruevski. Zajev je drugo, Zajev je aktualni premijer i ja gledam ono što Zajev radi. Dobro, znači, i to mogu komentirati. Ajde, principijalno, kao postavim pojednog prašanja to. Da li može čovjek su sudski procesi da se nadave da može na bijel konj da se vrati u politikata? Ne. Nitko tko ima bilo kakav sudski proces i nitko tko je na bilo koji, bez obzira što kasnije eventualno to može nekako drugačije završiti, ne. Ja mislim da ne. Političari koji su pod istragama, znači koji su još nevini jer im se ništa nije dokazalo, mislim da nemaju šta tražiti u politici. Nažalost, to vrlo često nije tako. Međutim, ja mislim da nam i u tom smislu trebamo pozitivno gledati i trebaju nam biti uzor neke zemlje stare članice Europske unije. Ja ću vas podsjetiti primjerice njemački bivši predsjednik Wolf koji je bio osumnjičen da mu je neki prijatelj platio 700 i nešto eura hotel i poslije se pokazalo da to nije, on je dokazao na sudu da nije, međutim je morao zbog pritiska javnosti odstupiti sa dužnosti. 720 ili 30 eura je bilo u pitanju. Dakle, ti visoki standardi europski koji se tiču vladavine prava i pravne države su nešto što jednostavno moramo prihvatiti i usvojiti. Dakle, moj odgovor je ne. Svatko tko je imao bilo osumnjičen za bilo kakvo kazneno djelo ne može više sudjelovati. Ima dva modeli, početni gledači, ili dva premijeri od našето susjedstvo koji se sudeni. Dvajcата završavат v zatvor. To je Ivo Sanader i Janez Janša. Janez Janša je gonec samo po jedan slučaj. Odležува nekoliko godini zatvorska kazna, se vraća na čelo na своята партия, победува минатата година на парламентарните избори, не успева да формира влада во Република Словенија. Луѓето кои познават политичката клима или политичките прилики во Република Словенија велат дека Janša сака да заврши својата кариера со правење на влада 2020-2021 година, која Словенија ќе биде председавач со Европската комисија. На тој начин Janez Janša сака да заврши својата политичка кариера. Дали Никола Груевски ќе оследи примерот на Janša или примерот на Sanader? Примерот на Sanader е многу покомплициран, многу потежок и оневозможува враќање на бел конј на политичката сцена. Се суди за неколку случаи. Еден од тие случаи е продажбата на Хрватска и на маđarскиот мол. Мене многу повеќе ми личи дека Никола Груевски можеби ќе има судбината на Sanader, колку ќе има судбината на Janša, меѓутоа да видиме што за тоа говорат нашите гости. Сега имаме, например, два случаи во балканската понова историја. Едниот е Janez Janša, едниот е Ivo Sanader. Janez Janša си одлежа, се врати во политиката, победи на изборите пред една година, не успе да формира влада во Република Словенија. Ivo Sanader се уште се води судски спор, бидејќи таму има некаде барем 5 или 6 судски случаи кои се имат покренати против него. За некои има одредени пресуди во прв степен, за некои има во втор степен, меѓутоа поред ниедна не е за да лежи затворска казна. Случајот на Никола Груевски поише личи на Janša или на Sanader?
Па не сум ги споредувал, не сум размислувал, мислам дека тоа треба да се видат случаевите, ја не ги знам тие. Сте го анализирале како го тужат? Станаден. Не, сте го анализирале како го тужат, се рекле дека немал рамноправен третман со останатите. Тоа е друго, значи тоа е друго. Веројатно Ако сте не ви е проучили дадено одредени- доволно време за одбрана и ако не ви е дадено право на слободен избор на бранител. Тоа се основите по кои ние одлучивме. Не навлегувавме ние ни во казната, ни во постапката, ни ништо, немаме ни право да навлегуваме И вие мислите дека во постапката. многу малку луѓе знаат ова приказна, ќе се обидам на најверодостоен начин да раскажам пред вас, почитувани гледачи. Никаде неколку дена пред Конгресот на ВМРО-ДПМН во Валандо од 2017 година, кога Христијан Мицкоски е избран за нов лидер на ВМРО-ДПМН, Никола Груевски во својот кабинет поканува 6 тогашни високи политички играчи во структурата на ВМРО-ДПМН. 20 од нив не се појават на тој состанок. Тој е тогашниот министер за надворешни работи или поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски, поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Значи Тодоров и Никола Поповски не се ни јавуваат на телефонските повици на Никола Груевски, не се појават на тој состанок. 4 лица се на тој состанок во кабинетот на Никола Груевски. Антонио Милошевски и Илија Димовски се на една страна, Христијан Мицкоски и Александар Николовски се на друга страна. Тогаш за прв пат е формиран тој тандем Христијан Мицкоски и Александар Николовски. Всушност Никола Груевски направи све нови лидери на ВМРО-ДПМН да бидат Христијан Мицкоски и Александар Николовски. Всушност преку Александар Николовски треба да биде обезбеден тој осигурач кој ќе обезбеди контрола на Христијан Мицкоски. Внимавајте на името Александар Николовски или сегашниот потпредседател на ВМРО-ДПМН. Ако некој може да се смета како природен наследник на Никола Груевски, тој е Александар Николовски. Од 18 години е во партијата во ВМРО-ДПМН. Од 18 години е земен од Никола Груевски, трениран и учен од Никола Груевски и подготвуван, може би да биде негов наследник. Александар Николовски ги има во најголем дел сите тие карактеристики кои се типични за Никола Груевски. Екстремно интелигентен, екстремно политички луциден. Во врвот на ВМРО-ДПМН, Александар Николовски политички и интелектуално е супериорен во овој момент. И од таа позиција тој може да врши секаква контрола врз Христијан Мицкоски. Затоа одбран Александар Николовски како човек од исклучителна доверба на Никола Груевски. Преку Александар Николовски всушност или де факто се контролира Христијан Мицкоски. Можно ли е Груевски се уште да владее со ВМРО-ДПМН? На далинско, од Будимпешта. Бидејќи, гледате како е формирана целата таа структура во партијата. Тамо слика не е сменето од заминување на Груевски. Значи Мицкоски Добро, некои имиња се поместени. Имиња се поместени, меѓутоа сите луѓе на Груевски се повторно во игра. Првиот човек, нели, до Мицкоски, Александар Николовски е човек на Груевски. така. Бил во Виена заедно со Груевски на 27. Точно така. Значи, целата структура на Груевски е повторно околу Мицкоски. Така е, ама има нешто друго. Сега јас предпоставам дека тој може да има влијание врз дел. Не може, туку има. Влијание врз дел од структурите на тоа, на ВМРО. И не само врз структурите на ВМРО, туку гледаме и тоа, и гледаме и тие од симпатизери на ВМРО, нали се уште има тоа влијание. Има огромно влијание. Има влијание, многу поголемо од тоа, затоа што Мицкоски. така инако, затоа што сепак со тие делувања кои беа во првите години на неговото управување, Груевски покажа дека може да владее. Мицкоски тој не може да стигне до тоа, до позиција, не знае како да стигне до позиција. Реално, господин Мицов, со сите грешки што ги има направено Груевски, ВМРО изминатите 29 години немало поинтелигентен лидер. Јас секогаш со сите грешки. Објективно гледано сега, затоа викам дека тој имаше исклучителна шанса. Ете затоа јас и посебно нали во тоа со голем гнев за тоа што ти да имаш историска шанса и да ја прокоцкаш. Како Симеон Саксобургот. На 6 февруари ова година Никола Груевски пишува Facebook статус кај што помеѓу другите теми се осврнува и на прашањето за референдумот од 30 септември 2018 година. И во тој Facebook статус Никола Груевски пишува, јас ќе ви цитирам, почитани гледачи, ќе беше уште потриумфално, може би со подобри ефекти на краток рок, доколку наместо стратегијата бојкот се одеше и се победеше со стратегијата против.
Зашто сум уверен дека со навремено отпочната силна и интензивна кампања уште од крајот на пролета 2018 година и со десетина наблюдувачи на секое гласачко место ќе донесеше грандиозна победа напротив, наспроти за. Всушност Никола Груевски смета дека стратегијата за бойкотирање на референдумот 2018 година била погрешна, дека ВМРО ДПМН требала да се подготви ко политичка партија и да обедини македонската опозиција и да се води кампања, односно да се излезе на референдумот и да се гласа против предлогот за промена на името. Тоа се драматични ломови, почитувани гледачи. Таа политика или таа парадигма за името која во тој Facebook статус ја промовираше Никола Груевски е драматично различна од стратегијата на Христијан Мицковски и над сегашното ръководство на ВМРО ДПМН. Всушност, тоа е отвора дилемата дали Никола Груевски цело време во врска со референдумот бил во договор со меѓународната заедница. Не ви личи, не ли ви смрди целата работа? Гледате, мноштво на случаи се застарени. Ама тоа Па и што немаше ние. аферата Рекет. Па и аферата Рекет, па и барањето да биде укинато СЈО, да не се продолжи мандатот на СЈО, влага во тој пакет. Да се успорат сите процеси кои се водат против одредени функционери на претходната власт. Нели реков и претходно дека ние не одиме по личности. Одиме и гледаме документација, дали е тоа во ред или не. Таму и двата адвоката побарали иземање, не било дозволено, поради тоа што утредента имале судење. Значи, сега не ми текнува на имињата, меѓутоа побарал едниот, па другиот, значи, пошто не се одложило, а барале само 5 дена рок, значи да се спремат, и тие адвокати фактички се негови адвокати, значи не му било возможено право на слободен избор на бранител. Тоа гледаме ние, дали му било или не му било. Европската конвенција членот 6 ја разработена во цела книга. Добро, не помисливте во еден момент дека може да избега од Македонија? Не. Значи, не сме можеле ни да сонуваме. Еве лично вие. Ја мислам, еве сега да прашате Не помислите цела Македонија да ја прашате, никој не би ви кажал дека помислил дека нешто такво. Подобро, Банчо Михајлов избега од Бугарија 1934 година. Другото е. Значи многу од лидерите на ВМРО или се убиени во меѓусебни пресметки или се во екзил. Умрени се во екзил. И Иванчо Михајлов, и Татарчев. Па тоа е друго прашање, се зборевме за комисија. Велите не сте ни Велите не сте ни помислеле. Еве голем дел од лидерите на историското ВМРО во екзил имат завршено. Ние не помисливме дека тоа ќе се случи, бидејќи постапките траја неколку години и тоа не се случи. Да не се лажеме, почитувани гледачи. Уште долго ВМРО ДПМН нема да има лидер од форматот на Никола Груевски. Ретко кога во својата историја ВМРО ДПМН има победено на политички избори. Никола Груевски тоа го има направено 10 пати. Немавајте. 10 пати. Ниту еден лидер во историјата на ВМРО ДПМН или на историското ВМРО, ако учествувал на избори, нема толку победено. Сите заедно собрани немат ни 1/3 од победите на Никола Груевски. Затоа јас го повторувам тоа што го кажа, дека Никола Груевски е убедливо најмокниот лидер во историјата на ВМРО ДПМН. Ако избега човек или премиер надвор од својата матична држава, ако сака меѓународната заедница, ќе го врати за 24 часа. Ние го имаме случајот на Санадер. Тој бега не се исти сите случаи, сега зависи. Па добро, вие велите дека не сте го проучиле случајот Санадер, сега не знам, кажувате дека сите случаи не се исти. Затоа викам, па истото сте го проучиле или не сте го проучиле случајот Санадер? Не го знам. Например, гледате, тој Санадер бега во Австрија, хрватските власти барат, Австрија го испорачува назад. Никола Груевски бега во Унгарија, македонските власти барат, Унгарија не го испорачува назад во Република Македонија. Дали значи дека Никола Груевски нешто одработил и меѓународната заедница го наградува со бегство во Унгарија? Не верувам, затоа што Никола Груевски бега во Унгарија, таму ги прегледуваат сите документи и заклучуваат дека по тоа што виделе не било фер судењето, тоа беше изговорот официјален. И многу е битно тоа што викате од политички аспект, таму има десна влада и автоматски како десничар имал можеби подобар третман, да кажеме едноставно еднаков третман како и другите бегалци. Значи не е дискриминиран ко Македонија. Да, значи не е дискриминиран за политичка азил ко Македонија. Не зборам за општо за дискриминација, збориме тука за тој случај, за тој предмет. Значи, тенка, ако се вика. Во изминатите 29 години, од кога е воведен повеќе партиски систем во Република Македонија, само на двајца македонски премиери им било судено. Едниот е Владо Бучковски, едниот е Никола Груевски.
Случајот на Владо Бучковски пред неколку недели застари, односно нема судска разрешница или завршница, доека на Никола Груевски му беше изречена казна, затворска казна во трајање од 3 години. Требаше да оди на одлежување на таа затворска казна. Никола Груевски не отиде на одлежување на таа затворска казна и побара политички азил во Република Унгарија. Гледате, имате два случаи и сега Владо Бучковски може да поентира. Пазите, човекот кој беше напикан во шише, кој го немаше никаде, кој 13 години одработуваше за секоја власт за да не биде осуден, сега си дозволил да поентира. Јас имав храброст, останал да се брана во Република Македонија, за разлика од мене, Никола Груевски побегна од Република Македонија. Ите, која е политичка иронија, почито ни гледаш? Професор, на 120 км од овде, кај што снимаме, е Љубљана, главниот град на Република Словенија. Енес Јанша како министар за одбрана во периодот кој обава функцијата премиер на Република Словенија е осуден на 2-годишна затворска казна, одлежува таа затворска казна, не само што одлежува, туку минатата година победува на парламентарните избори. Малку фалеше да биде избран за нов премиер на Република Словенија. Дури луѓе кои јас ги познавам во Љубљана велат дека тој не му бил мотивот или не му била крајната цел. Крајната цел да биде премиер на Словенија, кој Словенија ќе председава со Европската унија и така да ја заврши својата политичка кариера. Значи Јанша одлежа затвор, се врати во политиката, остана лидер на партијата и победи на изборите. Значи има и обратни, различни примери. Затоа ве прашав дали може човек кој е осуден, кој направил криминал, да се врати на политичка сцена. Јас сам одговорила, јас сматрам да не, а то што говорите о неким примерима е ствари граѓана, бирача те државе, у мојом случају конкретно Словенија, има такви случаеви и у Хрватскoj, али питате ме за моје мишљење, ја мислим да не и да то не би требала бити пракса, али то овиси о вољи граѓана, оних кои бирају. Интересно, например, Молим? Интересно, и вашиот претходник и вашиот наследник Санадар и Карамарко паѓаат на случајот Ина Мол. Да. Најголемата компанија во Хрватска, не само нафтена, туку вкупна компанија, беше продадена на маđarски мол. Не само што беше продадена на маđarски мол, преку одредени коруптивни сделки му беше овозможено на мол во Маđarска, иако нема 51% од акциите, да има контролен пакет во Ина. Се говори за некоја сума од 10 милиони евра, која е дадено мито. Се уште постои судски процес, нели не го коментираме, меѓутоа интересно дека поради маđarски мол падна и Санадар, падна и вашиот наследник господинот Карамарко, поранешен министар за внатрешни работи. Како тоа ќе го објасните? Никак, нема што да објашњават, не знам. Ја заиста се тиме не бавим и не размишлям о томе. Чињеница е да су еден и други прошлост. Зошто Никола Груевски бега во Унгарија? Кога ќе се вратите наназад, последните 20 години, да не одиме 100 или 120 години во историјата, вие ќе видите мноштво одлични релации помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу Виктор Орбан, односно неговата партија во Унгарија. Дури приватизацијата на Телекомот во Република Македонија е направена од страна на Маđar Телеком. Парите во шише на Срđan Керим требале да завршат во Унгарија. Купувањето на медиуми во Република Македонија направено преку пари или преку одредени локации во Унгарија. И во историјата, врските помеѓу историското ВМРО и Австро-Унгарија и Будимпешта биле секојаш на многу високо ниво. Огромна помош историското ВМРО или ВМРО ДПМН добивало од Будимпешта од Унгарија. Затоа може би очекувано што Никола Груевски емигрираше токму во Унгарија, односно емигрираше кај својот пријател Виктор Орбан. Остана нејасно, остана неодговорено. Тоа што се пишуваше по социјалните мрежи или по социјалните медиуми, дека може би кога паднал прв пат од власт Виктор Орбан, дошол на одмор во Република Македонија. Тоа никој ниту го потврди, ниту па го демантираше. Добро, господине Даштевски. Ви смрди целата работа, нели? Гледате дека има одредена режија. Ја слушате Нола Исмаиловска, која некаде пред 2 недели дава изјава која никој не ја демантира. Никола Груевски демантираше и дека ќе се жени трет пат, демантираше многу работи во својот Facebook статус пред неколку дена, меѓутоа не демантираше изјава на Нола Исмаиловска која вели дека уште 2014 година, значи кога се оние избори кои не ги призна Зоран Зајфиот, кога почнуваат сите тие афери со бомбите и така натаму, што доаѓа до рушење на Никола Груевски, вели дека 2014 година од нив било барано, ако станат пратеници, да ја почитаат одлуката и да гласат за промена на името. Тоа никој не го демантираше. Не, за мене е тоа нонсенс, затоа што не може тоа, значи, ако барале тоа, и они ако прифатиле, за тоа ли прифатиле да бидат пратеници? Да го менјат, за тоа прифатиле да бидат пратеници. Тоа е нонсенс, значи, не би прифатил, ако некој ми каже, ајде да правиме ова. Виновни се тие што прифатија
Меѓутоа и некој Да, барал, ма некој барал од зашто не го кажа до сега тоа? Значи тоа е малку демантирано ли е тоа? Не е демантирано. па не знам кој да го демонтира тоа. Па добро, можеше Никола Груевски пише секој ден статуси Сега, на Фейсбук. дали е сега Нола Исмаиловска може па да го демонтира? Па добро, Нола Исмаиловска, ако не беше човек на Никола Груевски, немаше на листа да биде. Ама Сигурно добро, вие не била знаете бе, за тоа- Нола Исмаиловска 2014 година. Не Од знам. Девчан или каде таму струшките села. Да. Кој би гласал за неа ако не е ставил меѓутоа- Никола Груевски на листа? Сега ова изјава мене не ми е логична, затоа што можела она да каже веднаш и да се заврши целата А работа. не, веројатно ја прашале дали се чувствувате како предавници што сте гласали Видите, за тоа променот, сега таа рекла, не можеме од од тој нас аспект било да го- барана значи и можеме 2014 година. Да го разгледуваме од еден поширок аспект кога беа тие уцени, нели пред некое време и Ама на можете од телевизија. сите аспекти да го Значи анализирате. од сите аспекти, така што тука има повеќе работа, Но факт не е една работа. Но факт е дека човекот бега во Маđарска, ниту еден субјект на меѓународна заедница не го покренува прашањето да се врати. И ако сакате ве вратат американците ќе вратат во рок од 24 часа, спакувани во оној тепикот кој Баба Зумбула во оној филмот што ја враќа и што шета преку границите. Значи никој не барал враќање него назад. Зошто? Бидејќи сите прекјутно Па има официјално барање имаше. од Република. Видите сега, да не се лажиме, ако сакат американците ќе ја вратат. Мислите дека Орбан ќе одржи таму ако побарат на не знам највисоко сега. на највисоко? Па добро сега. Вие сте човек кој ги позна тие работи. Да, ама сега дали ќе го врателе ако сакале некои други и големи Однесете сили, не можам да Исто кажам. како Иван, па гледаме се ги читаме депешите декласифицирани на ЦИА. Успеавме да ги прочитаме кај што вели дека Ванчо Михайлов имал соработка и со УДБА и со други Има служби. многу депеши се, И има дека и депеши за тие се сите. тие декласифицирани сега што се направени дека поради тоа никој не го чепкал во Рим. Се останал до крајот на својот Добро, живот. имаше Тоа и се нели она Викиликс објави за изборите во Америка на Хилари многу работи. има све. Ама Значи, ако има веруваме све. во тие, ќе веруваме и во овие, значи ние не можеме селективно да нема за веруваме. Никола Груевски, фала Богу, до сега ништо не излезе. Нема ништо, Да. бидејќи се уште Така што фактички не можеме да разговараме, ако има нешто па да правиме анализа, ама нема ништо, така што не знам. дали Никола Груевски може од Будимпешта да владее се уште со ВМРО ДПМН. Такви приказни имаше многу, почитувани гледачи. Имаше приказни уште во времето на Лјупчо Георгиевски, дали де факто Лјупчо Георгиевски владее со ВМРО ДПМН, кога начело на таа партија беше Никола Груевски. И истата приказна се поставува и сега. Меѓутоа разликата помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски е тоа што Никола Груевски нема друг живот освен ВМРО ДПМН, освен тоа да биде начело на таа партија и да биде премиер на македонската влада. 24 часа на ден, 30 дена во месецот или 365 дена во годината, Никола Груевски размислил како на бел кон ќе се врати во Република Македонија. Тоа му е спиритус момент на се оно што го прави во Будимпешта. Затоа е илузорно да се очекува дека Никола Груевски не може на некаков начин да има влијание врз работењето на ВМРО ДПМН. Меѓутоа како екстремно интелигентен политичар, повторувам, екстремно интелигентен политичар. Никола Груевски знае дека тоа владење со ВМРО ДПМН треба да го прави на макро ниво, да има зададена рамка и во таа зададена рамка тој да го контролира работењето на Христијан Мицковски. Односно, фигуративно кажано, да не му ја крши раката на Христијан Мицковски, туку само да му ја витка, да го има под една целосна контрола. Всушност, Христијан Мицковски што и да направи, да му биде тешко политички да делува. Знаете како, кога одите да играте со Боливија фудбал на она надморска висина од 2,5 или 3 метри, и таму ви е тешко да дишите. И некаде после 30 или 40 минути ве фаќа замор и не можете да играте најдобро фудбал. На таков начин всушност Никола Груевски го контролира работењето и на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицковски. Доаѓате на чело на ХДЗ и на хрватската влада после Иво Санадер, кој се сметаше за една голема политичка фигура. Тешко ли е да се живее во некоја сенка на Иво Санадер? Таква ситуација сега имаме во ВМРО ДПМН. Никола Груевски замина, дојде Христијан Мицковски. И постојано му се префрла дека не споровил процес на дегруевизација, дека го нема ниту капацитетот, ниту харизмата, ниту мокта да ја води таа партија кога што ја водел Никола Груевски. И тоа е чувството дека тоа е привремено на таа позиција. Дека кога тогаш Никола Груевски на бел конј ќе се врати во Република Македонија. Какво е тоа чувство кога вие сте на чело на една партија, а луѓето околу вас сметате дека имате краток рок на траење? Можете ли да се изборите со тоа? Да, ја мислам да е тоа јако, да би било јако незахвално успореđivati. Dakle, sve to ovisi o individualnosti, sve to ovisi o osobnosti. Ja nisam imala s tim problema, ja sam vrlo brzo, dakle ja nisam bila u sjeni Меѓутоа сте десни партии. prethodnika. Ne, ja To nisam... se liderski partiji, znate, i Ne, HDZ i ja sam se VMRO-DPMNE. izborila za svoje mjesto, nisam bila u sjeni bilo koga, ja sam se izborila za svoje mjesto.
i u stranci i u državi. Меѓутоа Ja бевте sam se- брутално поразени на Конгресот од структурите на Карамарко. Дури имаше обвинување дека разни Не црни бих ја то звала тако, а удбашки структури учествувале во Povijest ваше će рушење. pokazati kako je Karamarko pobjedio, a kako sam na kraju, meni se suprotstavilo 5-6 kandidata, dakle muškaraca koji su me htjeli maknuti. Стоја ли службите зад нив? Molim? Стоја ли службите зад нив, реслови на службите, поранешна удба? Ne, ništa структури на удба? nisam rekla. Ja sam rekla samo da će povijest vjerojatno pokazati. Međutim, ja nisam bila u sjeni bilo koga i ja se nakon svega osjećam jako dobro, zato što sam ja završila hrvatske pregovore za ulazak u Europsku uniju i ja sam kao premijerka potpisala hrvatski pristupni ugovor za Europsku uniju 9. prosinca 2011. I moj potpis stoji u tom dokumentu i taj potpis nitko i ništa ne može izbrisati. I to je definitivno dokaz ovome o čemu vam govorim, da nisam bila ni u čijoj i ni u kakvoj sjeni. Што е проблемот на Никола Груевски? Никола Груевски емотивно е останат во фазата на прженските преговори или на сите тие преговори околу прженскиот договор. Тоа е 2015-2016 година. И всушност се што прави изминатите 3 или 4 години, посебно последните 12 месеци, Никола Груевски сака да направи се она што Зоран Заев му го има правено него. Значи да ги репризира сите постапки со кои Зоран Заев го собира од власт Никола Груевски тоа да го направи во обратен правец, односно да направи се она што него му било правено за Зоран Заев сега да биде соборен од власт. И ако почнеме да правиме анализа, ќе имаме дека сите тие елементи се поклопуваат, почитани гледачи. Имаме одреден циклус во траење од 5 години, кој почна од 2014 година и некој финал има сега 2019 година. Процесот на рушење на Никола Груевски почна од 2014 година после председателските избори. Процесот на рушење на Зоран Заев почна од 2019 година повторно после председателските избори. Бомбите се појавуваат 2014-2015 година. Бомбите или операцијата Рекет за рушење на Зоран Заев се појавуваат 2019 година. Значи сите елементи кои Зоран Заев ги имаше имплементирано во процесот на рушење на Никола Груевски, Груевски сега ги имплементира во процесот на рушење на Зоран Заев. Христијан Мицкоски нема ниту политички, ниту политички, ниту организационен, ниту пак човечки потенцијал да може да биде начело на таа цела операција. Тоа може да биде само Никола Груевски. Повторам, тоа може да биде само Никола Груевски, бидејќи тоа политичар кој последните 29 години е убедливо најмокниот политичар кој го има дадено во МРОДПМ. И можно ли Груевски се уште да владее со далечинско со Мислам дека не, затоа што тоа така се мислеше нели и кога се смени, кога дојде Никола Груевски на местото на Љупчо Георгиевски и така натаму, меѓутоа испадна после дека нели и се одвоија и физички, што се вика во други простори, во други партии и така натаму. Прво е тоа неизводливо, многу тешко е, така што мислам дека Но Мицкоски е негов човек. сега се прави, па мислам он сега помогна да нели Беше советник за енергетика, па некаде 6 месеци пред изборот за лидер го стават генерален секретар, да. ги губи локалните избори како носител на листа во Скопје. Се дали ги губи он, ја по мене тие избори беа најнаместени избори во историја на Македонија. Ги изгуби Така што изборите не може да се каже и дека се он ги повлече изгуби. и се повлече советничка листа или од советник во град Скопје, кој што победи Петре Шелегов. И веднаш после тоа на конгресот во Валандо, декември 2017 година, станува лидер на ВМРО-ДПМН. Значи многу брза кариера. Да, На само Христијан не Мицкоски. треба да го забравите моментот, да заборавите моментот дека ВМРО-ДПМН беше како партија под постојани притисоци од други субјекти, како да кажем сега, и од меѓународната, и од СЈО, и од опозицијата, тогашна, односно после власта, така што се доведува во ситуација на екзистенција на партијата. Дали да постои дури и СЈО, сега гледаме кој го водел и како го водел, му го блокира целиот имот. Ако не се лажам, и денеска му е блокиран, се затвара, луѓе се правеа монтирани процеси, закани, заплашувања и така натаму и така натаму. Знаеме што све се случуваше, така што за тој период многу тешко може да се зборува за објективност некоја. Има две дилеми на кои сега немам одговор, почитани гледачи. Се надам дека времето ќе даде одговор на тие две дилеми. Првата дилема е дали дента кога се гласат уставните измени, а тоа е 19 октомври минатата година, Никола Груевски на 15 минути или 30 минути пред гласањето во македонскиот парламент е во кабинетот на Тала Џафери. Таков одговор немам,
Има мноштво шпекулации, не би сакал тука да ги споделам со вас. Мислам дека Никола Груевски, Тала Джефери, а може би и собраниските снимки ќе ни дадат одговор на така поставената дилема. И второто прашање, дали уште пред локалните избори 2017 година одредени луѓе блиски на Никола Груевски преговарале со меѓународната заедница, односно преговарале кои би били условите под кои Никола Груевски би можел да напушти Република Македонија. Христијан Мицкоски нема сила да смени ни слика во Белата палата на Христо Татарчев, а камоли да води политика која не е договорена со Никола Груевски. Ако седнете да направите анализа на луѓето, Центар за комуникации останува исти. Целата структура останува иста. Александар Николовски, човекот најголема доверба на Никола Груевски. Гледате, целата таа структура околу Христијан Мицкоски, тоа е или структура на Никола Груевски, или структура на Милена Киевски. Тоа се двете структури. Дека Христијан Мицкоски добро воспоставува нова структура, дека веќе е воспоставена и дека добро ја тера работата. Зошто отварам ова приказна или овие две приказни сега, почитувани гледачи? И ќе мислам дека се многу битни за македонската политичка ситуација и за можните македонски политички разврски. Ние во моментот се наоѓаме в ситуација кога владата на Зоран Заев е на исклучително климави или стаклени нозе. Македонската опозиција предводена од Христијан Мицкоски и исто така на климави или на стаклени нозе. Власта се тркала по улици, а без малку нема кој да ја земи. И затоа всушност го отварам прашањето на Никола Груевски за тие заткулисни игри, кои може би се случиле, може би не се случиле. Тие пазарлаци со меѓународната заедница. Како еден човек ја предава власта на послужавник на Зоран Заев и дали истиот тој човек сака да ја преземе власта на послужавникот истиот тој Зоран Заев. Всушност, ако со ова емисија барем 1% успеав да осветлам одредени заткулисни игри кои се прават во Република Македонија, со подршка или без подршка на меѓународната заедница, јас сум ја постигнал целта. Мислите дека не е раководен од Никола Груевски? Апсолутно. Дека Груевски нема контрола на партијата? Не, мислам дека тој ја води партијата и дека добро ја води, затоа што сега после ова национално предавство и дека Груевски надалеченски не командува. немате потреба вие многу да нешто посебно да направите. Другата страна прави све за вас. Добро, Осман Гашовски. Кога се реализира на таква операција, бегство на поранешен премиер, кој има и осудителна пресуда, значи само е прашање на ден или на саат, кога ќе треба да заврши во притворско оделение или во затвор, нормално дека зградата е обезбедувана, нормално дека е и мониторингот зголемен и заселен на многу повисоко ниво и човекот бега. Можно ли е да се избега од Република Македонија, па и од било која друга банана држава, а да тоа меѓународната заедница не го знае или не даде зелено светло за тоа? Што вие мислите? Па тешко е. И тешко ќе се врати. Па не можеш. Нема да се врати на Белкон. Нема на Белкон. Може да го донесат само Може да го авион. донесат, ама тоа е друго. Ти да го донесат, тој нема. Тој е, значи, тој е истрошен и не е. Значи, а и пред тоа, тој не е карактер кој може. Зборам за балканска држава. Што има разлика. Сега тој може да во тамо, во Швајцарија, во некој тамо, нали, во тие, Данска, так. За Балканот воопшто не. Така што воопшто и сега кога гледаме дека тој кој збориме дека споредба со други председатели, премиери, тоа е бил најтаков адекватен. И кога тој не е за Балканот, па може да споредиме какви шутраци се, директно кажано овие другите кои беа пред него и по него и така ќе бидат. Тоа е проблемот на Македонија. Проблемот на Македонија е таа. Проблемот на Македонија не е само тоа, не е само председател, премиери тие. Проблемот на Македонија сме ние самите. И ние самите сме проблемот на Македонија. Пошто како граѓани дозволуваме сето тоа. Ние можеме да размислуваме, може да псуеме на маса во дома, ете така, ама толку ние. Значи, така што големиот проблем, значи не е во Груевски, во Заев, големиот проблем е во нас, пошто пред нашите очи се одвива тоа, не е ли така? Сето тоа кое се врати и со име, идентитет и тоа пред нашите очи се одвива. Ние гледаме, ќутиме и значи влегохме во Гинес како најненормален народ. Јас кога одам надвор, ме прашат, како може еве сега, така, кога се сретнеме со македонци, паметни луѓе како индивидуи тоа, како можевте толку ненормално да делувате?
И што да им кажам? Па ненормално. Тоа е ненормално делување. Ти сам да се уништиш, бе. Па тоа не го имал никогаш. Па јас сум историчар. Имаме посебна емисија за аферата Рекет. Една или две емисии посветени на тема аферата Рекет. Тука само ја поставуваме дилемата. Дали може би Никола Груевски, ако не е единствен, е еден од клучните архитекти на аферата Рекет. И дали дел од снимките кои протекуваат за аферата Рекет, може би се доставени до одредени медиуми во странство преку Токио бар во Будимпешта. Дела, дали Никола Груевски е еден од архитектите на аферата Рекет. Ко човек е направи одредена анализа, тоа може да биде Јордан Камчев, може да биде Саша Мјалков, може да биде Никола Груевски, може да бидат одредени служби, сигурно не може да биде Христијан Мицкоски. Повторам, Христијан Мицкоски нема никаков капацитет, ниту политички, ниту човечки, ниту организационен, да стои за една таква мокна и крупна политичка афера. Ако одите во Будимпешта, ќе пиете кафе со Груевски? Па јас немам сега контакт. Ама ви должи, најмалце кафе ви должи. Па сега, не знам дали ми должи, јас можевте си работел тоа што ми е перфектно работа. алиби да си побара политички азил. Значи, тоа е групно тело составено од 7 членови. Вие како гласате? Па сега некам да излезам. Вие бевте во тој еден што гласаше против или во тие или поставуваме, така што фактички, значи тоа е, ја сум имал многу ситуации. Сигурно во Токио бар. Сега да се ќе пиете пошто кафе вие се во фокусирате на Будимпешта, сигурно во Токио бар во Будимпешта. Значи имало многу ситуации каде што јас сум мислел дека има, а другите мислеле дека нема, па ме надгласале. Така што Вие тоа не гласавте- зависи од мене. Вие гласавте дека нема фер судење, претпоставувам. Како дека нема? Дека нема фер судење Груевски. Вие сигурно гласавте. Па сега треба да погледаме, веќе тоа е пред година и И заборавивте. Се заборавиле. Прво ви реков дека ни предметот не беше кај мене. А друго ви реков дека тоа траеше долго и од тогаш помина повеќе од година дена. Така што и сами рековте на 7 било, сега сме 20. Да, 7 ноември 2018 година. така што- 37 дена Да. по завршување на референдумот на 30 септември. Меѓутоа, постапката заврши нели летото таму некаде. Е, добро. Зошто не беше на 30 август? Или не зошто знам. не беше на 20 јуни, туку баш Многу на тешко беше тој 7 предмет, затоа ноември. што неговите адвокати поднесоа така е, куп докази и тешко беше да се изанализира тоа. И мораше после А референдумот камоли 37 дена. Нема врска тоа со референдум, никој не гледал, ние не сме тама работа тоа да сме не сме ни размислувале за тоа дали референдум, дали ова на тие моменти не сме мислеле. Едноставно ние мислевме Добро, дека Гашевски. имаше нели човек- повеќе човек- одложување на казната и дека ќе му дозволи. Ето тоа. Човек Да кажеме, кој ќе донеси одлука за бегство, сигурно не ја носи преку ноќ. Психологија, ако малку не ги Што е употребите, таму? тоа е сега одлука, вие, дали мислите- тоа е одлука која се носи и која се дали размислува. мислите дека се некој може, се ако размислува дознае некој дека може да се остави? барем неколку месеци. Јас мислам дека тоа е сценарио на кој е работено барем 1 или 2 години. И е реализирано после референдумот. Тоа е мојата логика. И се обидам тука со вас да ги спротиставиме аргументите. меѓутоа, Вие велите никој не е знае, така, бидејќи- јас велам не, дека е така. Не викам не е така, него викам дека тоа може сега да го зборуваме ние. Меѓутоа пред тоа ја мислам дека никој не помислил, дури ни надлежни институции и така натаму дека тоа ќе се случи, бидејќи многу потешко се реализира ако знае поголем број на луѓе. Ова беше емисијата во Центар. Во четвртокот и вечерва 2 досија на тема дали Никола Груевски ќе има судбината на Ванче Михајлов или дали Никола Груевски може на бел конј да се врати во Република Македонија. Ново дружење ви закажувам во четврток во 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.